Следите вести на Слободна ТВ, добро утро. Како што Македонија ќе продолжи да се искачува по ридот кон посигурна евроинтегрирана иднина, ќе мора да се соочи и со тешки предизвици, но во соочувањето со нив не се сами. Соединетите американски држави се на тој пат, порача синоќа американската амбасадорка во земјава Кейт Мари Барнс на свеченоста во американската амбасада по повод 246 годишнината од независноста на Соединетите американски држави. Таа напомена дека Македонија постојано ја покажува својата посветеност на стратешкото партнерство и поддржувањето на демократските принципи, истите идеали што, како што рече амбасадорката, Русија се обидува да им ги негира на граѓаните на Украина. Македонија е сигурен пријател на кој му веруваме. Заедно соработуваме за да ја заштитиме животната средина, културата и економските можности кои што ја прават Македонија витален дел од регионот, истакна Барнс. Министерството за надворешни работи соопшти дека најостро ги демантира наводите кои се споменуваат во јавноста дека македонскиот јазик не е чист во француската преговарачка рамка за отпочнување на преговорите на Северна Македонија со Европската унија. Ваквите наводи се неточни, опасни, ја доведуваат во заблуда јавноста и штетат на интересите на државата. Ја информираме јавноста дека македонскиот јазик е неспорен и не е условен во предлог преговарачката рамка, која меѓу другото е проверена и објавена на македонски јазик од страна на преведувачките служби на Советот на Европската унија. Од Министерството за надворешни работи посочуваат дека согласно позициите консензуално утврдени од страна на нашето собрание во декларацијата за спорот со Република Бугарија, наша цел беше позицијата на Република Бугарија во однос на македонскиот јазик да не стане и позиција на Европската унија, а во оваа предлог рамка тоа е целосно исполнето. Целта на нашата земја е да се осигураме дека со европскиот предлог нема да имаме натамошни бескрајни блокади. Ако добро ги водиме преговорите, можеме во наредните неколку години, до крајот на оваа декада, да завршиме како членка на Европската унија, вели вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Според него, досега апсолутно ништо не било скриено од јавноста и дека сите документи се објавуваат откако веќе ќе бидат во некаква фаза за да може да се дискутираат. Маричич посочи и дека вчерашната средба на партиските работни групи што се одржа во клубот на пратеници била во духот на конструктивноста и на која биле разменети идеи за тоа како може во наредната фаза и собранието и владата да се постават за европскиот предлог. Посочи дека ВМРО ДПМН излегле со некои идеи поврзани со промена на преговарачката рамка. Српскиот претседател Александар Вучиќ во интервју за телевизија Сител истакна дека европскиот предлог не треба да се отфрла пред да се размисли добро за националните интереси. Јас нормално не можам да ви кажам дали предлогот е добар или не. Тоа нека го одлучат луѓето во Македонија. Јас можам само една работа да кажам. Кога го прифаќавме Бриселскиот договор од 2013 година, тоа беше многу тежок договор за нас со многу ставки за кои луѓето во Србија не сакаа ни да слушнат, ни да ги прифатат. Македонските граѓани, пак ќе кажам, тие подобро знаат од мене дали е нешто добро или не за националните интереси за нивната земја. Само ги молам луѓето да размислат да не прифаќаат или да не отфрлаат нешто априори, истакна српскиот претседател. Вучиќ упати порака до граѓаните во нашата земја со апел за добро соседство и пријателство. Доколку биде одобрен францускиот предлог за преговарачката рамка од страна на Северна Македонија, земјата ќе треба прво да помине низ уште една рунда објаснувачки скрининг за сето ново законодавство донесено од 2019 година досега за сите поглавја, истакна портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро, пренесува МИА. ЕУ законодавството постојано се зголемува со нови законски решенија и судски одлуки, со оглед на тоа дека објаснувачки скрининг немало за Северна Македонија и Албанија од 2019-та, двете земји ќе треба ова да го поминат пред да бидат поканети на билатералниот скрининг. Билатералниот скрининг би требало да трае околу 2 години.
Протестите што се одржуваат веќе неколку дена поред под мотото «Ултиматум не благодарам» синоќа завршија мирно без посериозни инциденти. Протестот кој почна пред владината зграда продолжи со марш кон Министерството за надворешни работи, каде што демонстрантите овој пат положија цвеќе пред полицијата која ја чуваше и се грижеше за безбедноста на зградата на Министерството за надворешни работи. Цвеќиња беа положени исто така и пред полициските службеници кои стоеа пред законодавниот дом, каде што немаше посериозни инциденти, освен неколку петарди и димни бомби, со кои МВР соопшти дека се повредени двајца полициски службеници. Сепак за време на маршот кон владата, кон собранието, се случи еден инцидент пред плоштадот Скендербек на влезот на старата Скопска чаршија. Конфликтот настана откако група луѓе со тврди предмети почнаа да фрлаат кон толпата, а беше извадено и огнено оружје, зашто подоцна председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски обвини дека било обид за негово убиство. Министерството за внатрешни работи синоќа преку соопштение ги демантираше тврдењата на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски дека полицијата не била присутна и не реагирала при инцидентот кај споменикот Скендербек. Оттаму велат дека припадниците на Министерството за внатрешни работи веднаш реагирале и спречиле понатамошно насилство. Припадниците на ЕИП веднаш го уапсиле лицето кое е осомничено за пукање од огнено оружје. За време на протестите, полицијата е целосно на ниво на задачата и апелираме партиите да престанат со дезинформации, наведуваат од Министерството за внатрешни работи. Директорот на комунална хигиена Зуди Енузи со одлука на град Скопје е разрешен од позицијата вршител на должност на ова јавно предпријатие. Причината е тоа што токму братот на Енузи е лицето кое што извади пиштол и се закануваше кон толпата која вчера протестираше против францускиот предлог. Градот Скопје, како град на соживот и солидарност, не смее да биде центар на насилство и пресметки со огнено оружје и креирање меѓуетнички тензии меѓу нашите сограѓани. Политиката зема замав и во ниту еден случај не смее да влијае на професионалноста на водењето на институциите. И покрај одличното и професионално менаџирање со јавното предпријатие комунална хигиена од страна на Зуди Енузи, од етички причини тој е разрешен од позицијата вршител на должност, се вели во соопштението на град Скопје. Вести од светот, холандските земјоделци изнесоа тенк на протестот против поведувањето построги мерки за ограничување на емисиите на азот во животната средина. Снимката со пристигнувањето на борбеното возило на протестот на Твитер ја објави холандскиот новинар Кин Бексте. Ваквата реакција на земјоделците беше предизвикана од строгите еколошки политики на Холандија, насочени кон намалување на емисиите на загадувачки супстанции во атмосферата. Според фармерите, таквите политики и прописи може да доведат до банкрот на голем број земјоделски стопанства и фарми во земјата и значително намалување на бројот на говеда, според кој земјата е една од водечките во Европа. Претходно медиумите објавија дека земјоделците ги блокирале пристапите до десетици дистрибутивни центри и големи синџири супермаркети, а исто така со трактори блокирале и неколку автопати. Пратениците во Европскиот парламент со мнозинство гласови одлучиле нуклеарната енергија и природниот газ да се означат како зелена енергија, што, како што известува Вашингтон Пост, е будно следена одлука која би можела да ја обликува климатската политика во годините кои доаѓаат. Станува збор за климатската рамка позната како EU таксономија, која има за цел да ги насочи инвестициите кон проекти кои се во склад со целта на 27 члениот блок да биде климатски неутрален до 2050 година. Во февруари, пред почетокот на рускиот напад на Украина, Европската комисија представила план природниот газ и нуклеарната енергија да се класифицираат како преодни зелени инвестиции во одредени околности, што пак предизвикало жестока полемика. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.